председателка, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Денес расправаме за ребаланс во буџетот во период кога светската економија се соочува со многу сериозни предизвици за кои сме свесни и сите ние. Геополитички тензии и конфликтите во повеќе региони, нестабилноста на меѓународните пазари и растот на цените на енергенсите, инфлацијата која расте во сите држави, создаваат дополнителен притисок врз сите економии, вклучително и врз македонската. Сепак и покрај ваквите околности, македонската економија покажува отпорност и стабилност. Тоа го потврдуваат и официјални податоци, но тоа го гледаат и самите граѓани на терен. А сега малку да зборуваме и да си кажеме и за бројки. Во првиот квартал од 2026 година, бруто домашниот производ оствари реален раст од 3,1%, а проекцијата за целата година е со раст од 3,5%. Особено е важно што овој раст не се темели само на еден сектор. Услужните дејности забележаа раст од 3,6%, градежништвото од големи 7,2%, а земјоделството од 2,2%. Тоа значи дека економската активност се движи во повеќе сегменти истовремено и дека самиот развој веќе има и поширока основа. Градежништвото повторно се потврдува како еден од главните двигатели на економскиот раст во Македонија. Нискоградбата бележи раст од 24,5%, а специјализираните градежни активности од 17,5%. Овие резултати се директна последица на реализација на капиталните инвестиции, изградбата на патиштата, комуналната инфраструктура, енергетски проекти, инвестиции, што се реализираат и преку општините. Ова е едно ново време на македонската економија, која создава нови проекти, инвестиции кои носат подобри услови за граѓаните и развој во стопанството. Во исто време, бележиме и раст на животниот стандард на граѓаните. Приватната потрошувачка бележи реален раст од 2,6%, како резултат на повисоките примања на домакинствата. Просечната нето плата во првите 4 месеци е повисока за 7,8%, односно реални 3,5%, додека пензиите се зголемени за високи 11,8%. Тоа се резултати кои граѓаните ги чувствуваат секојдневно. Финансискиот сектор исто така испраќа позитивни сигнали. Во мај корпоративните кредити пораснаа за 15%, а кредитите за домакинствата за 12,5%. Тоа покажува дека компаниите инвестираат и имаат доверба во институциите и политиките кои се водат од страна на истите, а граѓаните имаат поголема доверба во економските движења. Добри резултати има и во надворешната трговија. Во првиот квартал извозот на стоки и услуги се зголеми за 6,2%, додека само во април извозот за стоки порасна за 16,4%. Тоа е доказ дека македонските компании успешно се надпреваруваат и на странскиот пазар и покрај забавувањето на дел од европските економии. Македонската економија не застанува и тоа е она што треба да бидеме сите заедно горди. Дополнително охрабрува и фактот што странските директни инвестиции достигнаа високи 218,6 милиони евра, што представува раст од 46,8% во однес на истиот период минатата година. Ова е силна порака дека довербата на инвеститорите во македонската економија расте и дека политиките што ги спроведува владата на Македонија даваат позитивни резултати. Поради растот на цените на енергенсите и суровините на светските пазари, проектираната просечна инфлација за 2026 година изнесува 4,5%. Затоа е неопходно и одговорно управување со сите јавни финансии. Токму затоа, почитувани колеги, ребалансот што денес го разгледуваме е насочен кон задржување на макроекономската стабилност, но и забрзување на економскиот раст. Главен носител на растот ќе бидат инвестициите, за кои се проектира реален раст од 7,2%, пред се преку капиталните инвестиции, инфраструктурните проекти и поддршката на општините. Почитувани колеги, овие бројки сите знаеме дека
не се статистика. За нив стојат проекти од нови патишта, нови училишта, нови градинки, подобра инфраструктура, нови инвестиции, нови работни места и нови и подобри услови за живот на сите наши граѓани. Затоа сметам дека предложениот ребаланс е развоен, реален и одговорен. Тој обезбедува услови Македонија да продолжи по патот на економскиот раст, стабилни финансии и подобар животен стандард на сите граѓани. Почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, ве советувам да престанете да лажете дека буџетот не бил добар, дека немало да има пари за пензии, за плати и така натака. Почитувани колеги, бидете конкретни, коректни и реални. Плати во администрацијата ќе има, плати во здравството, во полицијата, за пензиите, за армијата, за социјалните работници ќе има и тие се постојано во една позитивна нагорна линија. Почитувани граѓани, ќе ви се обратам и вас. Овие говори на опозицијата кои се преку дневни политики и празни обвинувања исполнети со лаги се поради тоа што владата на СДСМ немаше успех во својот 7-годишен мандат, а сега се служи со лаги и манипулации од ова говорница. Македонија, колеги од СДСМ, нема потреба од враќање во застој, туку од работа, инвестиции и реформи. Граѓаните после потопот кој го донесовте вие сега гледаат и очекуваат резултати и реална перспектива. Колеги од СДСМ, политички поени на ваков начин со лажење нема да добиете. Тоа го видовте и самите на прошлите избори и на претходните избори. Вие истите сега што сте најгласни против овој буџет, ја водевте Македонија кон дно, а тоа граѓаните го видаа во вашето време, го гледаат и сега. Ќе дојде ден кога повторно ќе се уверите во тоа што јас денеска го говорам, а граѓаните ќе решат повторно со уште поголем неуспех за вас. Ви благодарам.